Денес тука имаме изложено околу 22 дела. Меѓутоа за делата, како се создавани, што се создавани, ќе зборува малку повеќе директорот на Домот на културата Јане Сандански Звонко Тилев. Јас само би сакала да кажам дека кај нас секогаш имате отворен простор за соработка, сите и Ново село и Сандомасев, во однос на тоа што ние секоја година распишуваме ликовни и литературни конкурси. Распишуваме по повод 8 март, по повод пролетта, есента, цвеќето, детската недела. Еве сега, во моментов, за оние кои што се заинтересирани, кои што цртаат и кои што пишуваат, имаме распишано ликовен и литературен конкурс на тема Зимата. Зимата во детска фантазија. Така, значи една убава тема, зимата и детските фантазии, кои што можете, оние кои што умеат да пишувате, оние кои што умеат да цртате и да ни ги доставите творбите на нас во Домот за деца и млади, каде што кон крајот на месец декември ќе ги одбележиме новогодишните и божитните празници и на тој начин ќе ја затвориме оваа тековна година. Уште еднаш изразувам благодарност до представниците на Домот на културата Јане Сандански, исто така и до вас, представниците на училиштето за цртање, кој што се разбира без вашата тимска работа на вас и вашиот ментор, не би биле овие дела тука. Едни без други тешко функционираме. Благодарни сме што можеме да ја изложиме оваа изложба овде. Секогаш се трудиме со колегата да излезат и надвор од рамките на просториите каде што се создаваат, а ние денес се потрудивме, учениците од Сандомасев, на кои што ја посакуваме добре дојде и благодарност и на нивниот наставник за соработката и се надеваме дека во некоја идна прилика, па тие ќе бидат дел од некој настан на кој што ние ќе бидеме домаќини.